Државниот секретар на САД Марко Рубио е веќе пристигнат во Саудиска Арабија. Од Минхен очите на јавноста се насочуваат токму кон Саудиска Арабија, каде што ќе се случи клучната средба помеѓу Русија и Соединетите Американски држави за судбината на Украина. Дали Украина ќе биде вклучена во овие мировни договори и преговори, разговараме во продолжение со Дејан Андоновиќ. Добро утро. Дали ќе биде вклучено, па ја мислам дека никој не знае дали ќе биде вклучени. Видовме изминатиот период за разногласие на тема кој ќе учествува, нема да учествува. Првен беше нема да учествуваат, подоцна излегува реакции, мора да учествува, пак ќе учествува. Значи, една, би рекол, мешаница во вести. Што е важно? Да почнеме. Утре во Саудиска Арабија двата тима, рускиот и американскиот, почнуваат преговори. Нешто што според мене е вест број 1, затоа што после 3,5 години тоа се први непосредни контакти меѓу двете светски суперсили. Сакал некој да призна или не. Како што и самата рече во најавата, Марко Рубио е во Саудиска Арабија, ќе го предводи тој тим, тамо ќе биде министерот за одбрана и специјалниот пратеник за Украина, американски. Од друга страна, рускиот тим утре исто така треба да допатува, треба да биде составен од експерти и се очекува да дојде Лавров. Доколку утре Лавров и Рубио седнат на преговарачка маса, тоа е на некој начин помак во оваа 3,5 годишно заладување на односите помеѓу двете светски сили и враќањето не само на железната завеса, туку и на чекори на рабна некаква си војна и отворена меѓу Западот и Истокот. Со доаѓањето на Трамп тие очекувања и шпекулации се намалија, но и не баш, бидејќи гледаме дека Трамповата администрација, за разлика од Бајденовата, е подготвена да разговара, но за разлика од Бајденовата администрација не ќе да се мрдне од своите позиции на барања, како што тоа и Путин не сака, максималистички барања, да останат 5 територии под руска контрола. Тоа е што се однесува до ова. Зеленски е во Обединетите Арапски Емирати, тоа е изненадувачка вест, барем така велат западните медиуми. Што бара во Обединетите Арапски Емирати, не знам. Ќе очекува да биде вклучен и тој во и украинска делегација во преговорите, бидејќи пораките од Киев се повеќе од јасни, а тоа е дека нема преговори за мир во Украина без украинско учество. Тука се најде засегната и Европа, и таа не е вклучена во овие преговори, и тие бараат свое место, а бараат место и НАТО алијансот. Сега, европските челници денеска на итен состанок ја разгледуваат безбедноста и разгледуваат како ќе се одвиваат овие преговори околу Украина. Ќе бараат своje столче и тие таму, нели, како што рековме. Ќе видиме што ќе произлезе од тоа. Меѓутоа, она што е интересно е дека британскиот премиер Стамер излезе со барање да се испратат британски воени трупи, кои веројатно би биле таму на линија на раздвојување. Оваа изјава доаѓа на британскиот премиер во време кога во британската јавност се погласни критиките и шпекулациите дека британската армија воопшто не е во никаква борбена готовност подготвена за евентуална војна, а не па да праќа контингенти надвор, да глумат, би рекол, линија на раздвојување. Реков глумат, бидејќи се знае зошто се праќаат борбени трупи на одредени позиции, на позиции каде што треба да се извлече некаква материјална или некаква друга корис. Ова ме потсеќа малци на предвестието на Втората светска војна, кога британците испраќаа раздоразни експедициски корпуси во Норвешка, во Финска. Требаше да испраќаат на неколку места, па нигде не ги испратија, па на крај се случи тоа што се случи, да дојде време војната да им дојде на границите. Но тоа е историја, не би навлегувал понатаму. Она што е важно е дека тој изјави таква една изјава која е изненадувачка, бидејќи знаеме дека Макрон тоа го изјавуваше. Тука се вклупува сега и приказната за европска војска, која одамна се заговара, бидејќи ако Трамп ја откаже љубезноста кон НАТО, европјаните ќе мораат сами да прават своја армија, која е многу скапа. Но и тоа е една друга тема, ќе видиме, тоа се отварат шпекулациите. Што е важно, сума сумаром, уште во контекст на разговорот е НАТО генералот вчера, новиот председавач на Комитетот за безбедност на НАТО, еден италијански адмирал, предупреди и повика европските држави да
да ги засилат војските или да се обединат, може да е тоа некоја една европска војска, не знам, бидејќи стравува дека Русија ќе продолжи со после оваа дипломатска победа која и се насмевнува во Ријад, бидејќи се очекува Путин да isпрофитира од цела оваа приказна, дека русите ќе продолжат понатаму, што е една алармантна изјава, бидејќи тој е председавач на војниот комитет на НАТО, не е било кој. Да. Сега, и на крај на разговорот и онаа изјава која мораме да ја кажеме на Зеленски, да не ја забораваме, дека тој го одби Трамп, ретките минерали да им ги даде на американците во замена за досегашната војна и финансиска помош која ја добиваше од Украина, од Соединетите Американски држави. Под образложение е дека на Украина требаат безбедносни гаранција, не е само разговори, не е само да дадете нешто, туку треба да имате и корист, а користа е безбедносни гаранции. Се поизвестно е дека планот на Трамп нема да им нуди на Украина некои големи безбедносни гаранции, бидејќи 27% од територијата на Украина е веќе под руска контрола и според најавите на Трамп тоа така ќе остане, што никако на Украина, односно на Зеленски, па и на Украина не ја одговара, така да ќе видиме што ќе се случува понатаму. Да сумирам, утре тимовите почнуваат со преговори или разговори. Ќе видиме кого ќе вклучат покрај рускиот и американскиот тим, кога ќе дојдат главните актери Путин и Трамп да седнат да разговори. Имаше некои предлози од Москва да се сретнат првин Трамп и Путин во Москва. Се разбира, Трамп не одговори на таа понуда од Русија. Да видиме како ќе почне утре првиот контакт, дали ќе влезат европјаните, НАТО и Украина во разговорите, што се тоа ќе придонесе во разговорите, или можеби овие двајца зад мене ќе си се договорат меѓу себе што ги интересира, што нив им оди во полза, па на овие помаливи, ако им одговара, добро, ако не. Ако не, има кој сака, така велат. Во секој случај, важен ден утре воопшто за светот и со силни очекувања од многумина. Да, но интересно е дека во пресред на утрешниот тие преговори, денешниот безбедносен самит, безбедносен состанок на европските челници, се распламта војната во Украина. Украинците направија масовен напад ноќеска и утрина врз Касандриската област, така барем се нарекува во Русија. Русите им возвратија, значи таму војната веќе, знаеш, многу е интересно што кога почнува една војна бележиме дека загинале и тројца луѓе. И имаме извештај, загинале, ова напред. Сега таму се случува буквално катаклизма. Светските тикери јавуваат, овие гаѓале, овие нападнале, тоа, туку дај да видиме овие двајца што се договараат во Ријад. Тоа е во една реченица, како информација... Тоа е за жал симплифицирано како стојат медиумите и како сите ние ги пренесуваме и како после луѓето кои не читаат, не коментираат, бидејќи велат како е можно ова или ова не е така. Буквално мораме да признаеме дека имаме една, хајде ќе се изразам, народски попазјанија на информации, која не може да се собере едно со друго. Имате една вест, па втора вест, па 200 вести и веќе не знаете што е што. Ќе искоментирам нападот во петокот на Чернобил, така, да. каде што руски дрон удрил во саркофагот кој е заштитниот дел од радиација, е оштетен. Тоа се дигна таква, да кажеме, помпа во еден дел од јавноста, во другиот дел не баш. Беше интересно кога ќе видиш по коментарите на социјалните мрежи, каде луѓето велат, ма како да не ќе гаѓаат таму или ваму. Еве гаѓале, имало пожар. Се вели дека нема радиација, но не знаеме. Може да има, не јавуваат. Затоа велам, сите овие вести е многу тешко да ги симплифицираме и да извлечеме некаква теза. Но, она што ја ќе се обидам да го кажам денеска во мигот, треба да чекаме што утре и како утре ќе помине првиот контакт на овие две, да кажеме, конфронтирани страни. Но едно е сигурно, шпекулативно, но едно е сигурно. Путин и Трамп веќе имаат план што треба да се договорат, да се поделат, како што планираат големите, и од секогаш биле големите одлучувале, малите морале да се прилагодат ако им одговара. Зеленски гледам дека пружа одреден отпор, дали е тоа политички пиар или вистински се чувствува изневерен, не знам.
може би знаел, може и договорен, појма неам. Но знам дека Зеленски му се спротивставува малку на Трамп, но веќе знаеме дека во април ќе има председателски избори, во април знаеме кој ќе му биде и контракандидат на Зеленски и веројатно знаеме дека тој ќе биде идниот председател, бидејќи Валери Залужни, човекот кој беше началник на Генералштабот на украинската армија, уште од прв ден на војната, на рускиот агресија врз Украина, се споменуваше дека можеби ќе почне да ја предводи, ќе биде тој што ќе ја предводи Украина, тогаш ќе предводеше воено, малку го тргнаа во Лондон како амбасадор, а сега го споменуваат како главен адут на некого, не знам, можеби и на украинците, за идам председател и ми се чини дека Зеленски после овие разговори веројатно само ќе исчезне како што исчезна претходно Јушченко, председателот на Украина, како што исчезна Тимошенко, председателката и политичарката која беше многу популарна и по својот шарм и по своите позиции, како што исчезна Јануковиќ, сега ги споменувам, сите председатели пред... Па потоа Петро Порошенко, кој одедношка исчезна, беше председател и го направи Евромајдан, мислам беше... дојде на власт после Евромајдан од 2014. Значи, тоа е така во политиката, имате рок на трајање, а после тоа, како што кажуваат, ве јаде мрак. Андоновиќ, благодарам. Секогаш во својот стил, во неколку минути ги опфативме најважните информации поврзани со светските случувања благодарение на нашиот колега Дејан Андоновиќ, а во продолжение ќе ве потсетам да останете и понатаму со нас. Имам уште нешто што сакаме да ви го кажеме.